Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Во владата денеска ќе биде подпишан договор за заем со Европската банка за обнова и развој за обнова на возниот парк за потребите на железници транспорт. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски минатата недела информираше дека обезбедени се 21 милион евра од ЕБРД со кои ќе бидат набавени најмалку 5 нови електрични локомотиви со цел модернизирање на македонски железници и обслужување на карго превозот. Тој објасни дека кога го превземал министерството немало ниту една локомотива, а во моментов функционираат 11. За новите испораката се чека 2 години. Најавено е присуство и обраќање и на премиерот Христијан Мицкоски. Овој настан почнува подоцна попладнево. Детали ќе имаме во вестите во 16. Фондот за пензиско инвалидско осигурување информира дека пензионерите декемвриската пензија ќе ја добијат на 2 јануари, бидејќи првиот неработен ден. Оттаму велат дека средствата се целосно обезбедени и комплетно се завршени сите подготовки за непречена исплата. Фондот информира дека се обезбедени преку 150 милиони евра кои треба да се распределат на повеќе од 340.000 пензионери. Антикорупцијската комисија од утрово одржува седница на која се прави план за постапувањето по предмети наредната година. На седницата се разгледува и програмата за работа, како и годишниот план за следење на имотната состојба и судирот на интереси и заедно со планот за спроведување на антикорупцијската проверка на легислативата за наредната година. Пред членовите е и упатството за рангирање на предмети по пријави, а во моментов тече расправа за точките за постапување по предмети, прашање и предлози, како и разгледување пријави од укажувачи. Ја следиме оваа седница, повеќе детали ќе имаме во следните информативни изданија. Партиската хроника денеска почнуваме со предпладневната пресконференција на ВМРО-ДПМН, од каде упатија серија критики до опозицијскиот лидер Филипче, кој според партијата заминал на одмор во Дубај. Лицемерието на Филипче е огромно. Полетувањето со заев на милионската јахта во Грција, сега на зимување во Дубај. Додека тука во Македонија Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едвај сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Филипче нема само едно лице, туку повеќе. Еднаш е загрижен за пензионерите, ама од друга страна сака да им ги укинат зголемувањата на пензиите. Друг пат е загрижен за младите. Меѓутоа, неговата партија ништо не направи додека беа на власт за младите, а толку многу ветуваа. Обвинителството мора веднаш да отвори предмет и да почне истрага за скандалозниот тендер од 1,2 милиони евра во АД Пошта, доделен на фирма на советникот Знам, велат од СДСМ во своето соопштение испратено утро. Постојат основани сомнежи дека на 300.000 евра годишно пари на граѓаните се вадат преку корупцијски шеми. Како? Според наводите недостасуваат постојано околу 14 хигиеничари, а други работат со половина работно време и покрај тоа што за сите нив се исплаќа целосен износ, како да се вработени и присутни цел ден. Како се прикрива сето ова? Со потпишување лажни дневници за отсутни хигиеничари, лажни извештаи за наводни генерални чистења кои никогаш не се реализираат. Ако институциите не постапуваат, значи дека се заштитници на криминалот на ВМРО и Знам, констатираат од СДСМ во своето соопштение. Земјотрес вчера бил почувствуван во Охрид и околината. Како што информираше Сеизмолошката обсерваторија, при Природно-математичкиот факултет во Скопје вчера во 22 часот и 6 минути бил регистриран потрес со Рихтерова магнитуда од 2,8 степени. Епицентарот бил на околу 103 км југозападно од Скопје во подрачјето Пештани Охрид Струга. Освен вознемиреност кај дел од граѓаните, нема информации за предизвикана штета.
А ако планирате празниците да ги поминете во соседна Грција, имајте предвид дека земјоделците продолжуваат со протестите и ги блокираат граничните премини барем денеска. Според последните информации, денеска планирана е блокада во периодот меѓу 11 и 15 часот по македонско време и попладне од 17 до 21 часот навечер. Како што јави дописничката на Мија Одатина, планирано е од утре до петок блокадите да бидат повлечени за да се олесни движењето за празниците, како што се случи и за божикните празници. Според најавите, земјоделците в сабота ќе одржат состанок на кој ќе ги дефинираат следните чекори. Грчките земјоделци протестираат од почетокот на месецов поради ниските откупни цени, зголемените трошоци на производството и заостанатата исплата на субвенциите. Државниот завод за статистика пресметал дека минатата година сме направиле вкупно нешто помалку од 800.000 тони комунален отпад, додека нешто над 637.000 биле собрани од комуналните служби. Сепак добар податок е дека значително сме го намалиле вкупниот отпад во однос на годината претходно. Во 2023-та секој граѓанин во просек создавал по 503 килограми комунален отпад годишно, додека минатата година просекот паднал на 438 килограми комунален отпад по жител. Податоците од колективните постапувачи што доставили извештаи до Министерството за животна средина покажуваат дека 65% од вкупното количество отпад од пакувањата пуштен на внатрешниот пазар бил рециклиран, односно од 80.000 тони отпад за пакување пуштен на пазарот биле рециклирани над 52.000 тони. Хартијата е 100% рециклирана, металот 80%, стаклото близу 55%, а пластиката нешто под 40% од вкупниот обем пуштен во оптек. Економските услови во Европа имаат големо влијание врз текстилната индустрија. Конфекции на истокот од Македонија се соочуваат со тешкоти во работењето, а дел од нив ги затворили и погоните. Бизнисот се сели кон Египет и Азија, каде што работната сила е поевтина, а локалните организации вложуваат напор да ги заштитат правата на работниците. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Над 10 конфекции само во источниот дел на државата се затворени во годината што изминува, најмногу во Штип, Кочани и Делчево. Овие податоци отсликуваат реалната и алармантна состојба во текстилната индустрија. Кризата во трудоинтензивните дејности кај нас директно е поврзана со влошените економски услови во Европа, како и со пренасочувањето на модните брендови кон земји со поевтина работна сила. Многу и од модните брендови банкротира и завршија со работа, меѓутоа многу голем дел од нив и како да кажам, не го гледат веќе Балканот како зона во која што треба да инвестираат, се враќаат дел во Египет и во тие земји каде што е поевтина работната сила. Дополнителен проблем е што најголемиот дел од инвеститорите кои ги затворија конфекциите се странски компании кои немаат имот или регистрирани средства во земјава, што значително ја отежнува можноста за навремена реакција и наплата на заостанатите плати. Голем број работници останаа и без работа и без пари за сработеното. Беа и под кирија, апсолутно нема ништо на нивно име, иако УЈП отидоа направија увид заедно со трудов инспекторат, сепак тешко бидејќи што ќе продадеш од тие машини за да им ги платиш платите. Моментално имаме исто затварање на една фирма која што брои некаде околу 35 работници на неопределено работно време. Се обидуваме за добар дел од нив да издействуваме да им се плати она што им следува, испратнени, опремнени, бидејќи имаат долг стаж во фирмите, им следува по 5-6-7 плати. Без посилна институционална заштита и јасни механизми за одговорноста на странските инвеститори, ваквите случаи ќе продолжат да се повторуваат, оставајќи стотици семејства без екзистенција. За Сител, Трајан Ристовски. Граѓаните не планираат да трошат многу пари за новогодишните празници. Нашиот струмички дописник вели дека најголемиот дел од струмичани трошоците ги делат меѓу празничната трпеза и подароците за најблиските. Велат трпезата ќе биде скромна, но свечена. Зоран Ѓоргиев е на оваа тема. Струмичани оваа нова година ќе ја пречекаат скромно, без големи трошоци. Најголемиот дел од средствата ќе бидат наменети за новогодишната трпеза, која ќе биде умерена и скромна. Граѓаните велат дека трошокот ќе зависи од можностите, но сигурно нема да надмине неколку илјади денари и не повеќе од 100 евра. На трапезата ќе се најдат основните намирници, но таа сепак ќе биде свечена. Ќе купиме нешто во Војше, таму во Јужно Војше, и са не знам колку, нема да е сигурно многу. Со 100 евра ќе завршиме работа. Фамилијата не ми е тука, сама сум, што да потрошим?
100 евра, повеќе не. И за јадене, и за пиене, и за подароци, за се. До 100 евра, ништо повеќе не можеме. До 100 евра. Па толку е. Пензијата е 20.000, плата е 20.000. Толку можеме. Освен за храна, граѓаните дел од буџетот го планираат и за подароци за најблиските, но како што велат, и тука нема да се троши многу, туку ќе бидат прилагодени на семејниот буџет. Ќе купиме нешто, па ќе видиме, не сме още одлучили што ќе е. Ќе нешто скромно. За подароци имам внуци, може да се отделят исто па едно 100 евра и за 3-4 пнуци имам тука. Многу пари се потребни, а нема ги. И затоа нема на никој ништо. 2000 денара. На внук. Имам 2 внука и по 1000 денара. И дама пари, не купувам поклон, мислам ти што се подароци новогодишни, оти кога гледам сенца астрономски. Најголемиот дел од жителите на Струмица што ги сретнавме на улиците, празниците ќе ги поминат во кругот на најблиските. Еден дел ќе бидат на традиционалните забави во угостителските објекти, додека мал е бројот на оние што ќе патуваат. Во Струмица и годинава, како и во изминатите 20 години, организиран дочек на плоштад нема да има. Сепак, градот ја има празничната атмосфера со голем број содржини што беа организирани во изминатите денови, како и новогодишното украсување, за кое општината одвои околу 3,5 милиони денари. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Вести од свет.